Беше тоа на 13. август 1903, денот кога Крушево се предаде. Можеше да се забележи дека на многу од сочуваните куќи се веат бели знамења и чаршафи, дека градот се предава и се покорува. Војниците го повикале населението да ги напушти своите живеалишта и да оди во собирните пунктови кои се наоѓале на крајот од градот. Попат луѓето биле претресувани и ограбувани, а некои и убивани. Беше тоа на 13. август 2001 година, кога е потпишан Охридскиот рамковен договор, политички документ за решавање на воената криза во Република Македонија. Преговорите почнаа во Скопје, а потоа продолжија во Охрид, каде завршија со парафирање на документот на 10. август. 3 дена подоцна, на 13. август 2001 година, во председателската резиденција наводно во Скопје, документот го потпишаа председателот на Република Македонија Борис Трајковски и четворицата партиски лидери, на ВМРО ДПМН Љупчо Ѓоргиевски, на СДСМ Бранко Црвенковски, на ДПА Арбен Џафери и на ПДП Имер Имери. Потписници на договорот во својство на гаранти беа и специјалните представници на Европската Унија и Соединетите Американски држави Франсуа Леотар и Джеймс Пердју, кои учествуваа во преговорите. Покрај потписниците во разговорите учествуваа и Хавиер Солана, тогашен висок представник на Европската Унија за заедничка безбедносна и надворешна политика, и Питер Фейт, американски представник, како и повеќе правни експерти, меѓу кои професорите Владо Поповски и Љубомир Фрчковски. На 13. август 1916 во Ресен е роден Радослав К. Петковски, македонски писател. Основна тема на неговите дела е животот на луѓето кои се борат за екзистенција. Главни негови дела се збирките раскази Рибарот Климе и Рашанец. Радослав Петковски умре во Охрид на 26. октомври 1955 година. На 13. август 1931 година во селото Битуше Дебарско е роден Блаже Павловски, македонски поет. Подолго време работел како коректор во весникот Нова Македонија. Автор е на книгите Сенки на каменот, Осамени плочи, Нишан на болот. Почина во 1987. На 13. август 1936 во селото Велгошти, Охридско е роден Живко Чинго, македонски писател. Неговите збирки раскази Пасквелија, Нова Пасквелија, романите Сребрените снегови, Големата вода, драмите Образов, Зидот, водата и другите дела му возможија едно од врвните места во современата македонска проза и драмска литература. Живко Чинго умре во Охрид на 11. август 1987. На 13. август 1895 умре Трајко Китанчев, поет, преведувач, публицист, критичар, полемичар, автор на научни трудови и рецензии. Од творештвото на Китанчев може да се проследи неговиот интерес кон општествено-политичката и научната мисла, неговите интимни чувства, но и личниот став кон одредени општествени движења. Стихотворбите на Китанчев може да се поделат на 4 групи: интимни, за Македонија, општествено-патриотски и социјалистички. Особено се издвојуваат песните Дедо Неделко, Кралот Марко и Кон Македонецот, кои се исклучиво патриотски, посветени на ослободувањето на Македонија. Трајко Китанчев пишувал и трудови од научен карактер. Вистински научен потфат представува неговата статија за акцентирањето на зборовите во ресенскиот говор од западно-македонското наречје. Со оваа студија Китанчев е првиот кој што ги открил и врз научна основа ги дефинирал закономерностите во акцентирањето на зборовите во западно-македонските говори. На 13. август 1903 година во епопејата на Мечкинкамен херојски загинаа Питу Гули, двајцата негови знаменосци Ѓорги Димев и Нове Смугре,
Секретарите на Питу Ставре, Андреј Кочобожинов и 40 македонски востаници. На 13. август 1906 година, кај влашките колиби на Кожув во борба против фандартите, загина Лука Иванов, македонски револуционер и војвода, учесник во Линденското востание. Како војвода дејствувал во Воденско, Костурско, Еничевардарско, Кичевско и Крушевско. Роден е во Панаѓуриште, Бугарија, 1880-та. На 13. август 1951 година во Струмица се убиени 5 струмички студенти, членови на ВМРО, и тоа Мирко Пецев, Борис Белев, Стево Топчев, Ѓорги Арамов и Ѓорги Костуранов. Убиени со врзани раце, со по еден куршум во главата, а само Белев имал 3 куршуми. Убиството било планирано, бидејќи на семејствата уште утрото им било кажано да ги подготват ковчезите, а тие биле застрелани по пладнето во вечерните часови пред да бидат на брзина погребани. Младинците, чија кауза била самостојна и слободна обединета Македонија, биле стрелани кај селото Орманли на планината Беласица, 20 на километри од Струмица. Образложението на тогашната локална власт било дека студентите работеле против комунистичкиот режим и дека илегално се обиделе да ја преминат границата и да пребегнат во Грција. Нивните мртви тела, покриени со шаторски крила, следниот дел биле донесени пред Општинското собрание, откаде во присуство на нивните семејства се погребани. Освен Борис Белев, кој е закопан на протестантските гробишта, сите биле погребани надвор од гробиштата. Семејствата веднаш по настанот им изградиле споменик од бел мермер во вид на отворена книга на кој пишувало дека се убиени. Набрзо тој споменик е искршен на парчиња и се подигнува нов бетонски за на властодржците да не им ги боде очите и да не го урнат повторно. Денес околу гробот стојат неколку парчиња од првобитниот споменик. Тој настан беше табу тема во Македонија се до 1991-та, кога првпат се одржа и парасто за покој на нивните души. Во 2001-та во малиот парк спроти собранието на општина Струмица беше подигнат споменик кој во својот долен дел е отворена книга од бел мермер на која се запишани нивните имиња. На 13. август 1995 година во Софија умре Симеон Гугуловски, македонски оперски уметник и солист на операта при Македонскиот народен театар во Скопје. Роден е во Солун во 1941 година. На 13. август 1995 умре Душан Манаковиќ, еден од најпознатите македонски географи, основоположник на современата геоморфологија и спелеологија.